Почитувани ученици, добар ден. Јас сум Љупчо Божиновски, наставник по информатика. Во ова предавање ќе видиме неколку препораки за подготовка на успешна мултимедијална презентација. Мултимедијална презентација представува сликовит и мултимедијален приказ на одреден поим, објект, може да биде производ, услуга или предавање. Прикажување на презентацијата. Презентацијата може да биде прикажувана на монитор, а често на ѕид или платно со помош на LCD проектор. Тука треба да напоменеме дека презентацијата ќе биде прикажувана пред публика. Секојаш е добро однапред да знаеме која публика ќе биде. Дали ќе бидат тоа соученици, други ученици, родители, наставници и други луѓе. Редослед на прикажување. Презентацијата ќе биде прикажувана слайд по слайд. Најпрвен првиот слайд, после него вториот слайд, па третиот и така до последниот слайд. Исто така, секој слайд ќе биде објаснуван од страна на презентерот со усно излагање. Време траење на слайдот. Секој слайд не треба да трае помалку од половина минута или повеќе од 2 минути. Значи, од половина минута до 2 минути треба да биде време траењето на секој слайд. Во просек 1 минута по слайд. Зошто е ова вака? Доколку слайдот трае помалку од половина минута, додека се прикаже слайдот, додека публиката го види слайдот, презентерот ќе има време само можда една кратка реченица да каже. Прекратко е времето. Зошто не треба повеќе од 2 минути да трае презентацијата? Бидејќи на публиката може да им се здосади, да им се намали вниманието, а вниманието е она што сакаме да го задржиме на презентерот, тоест на презентацијата. Ако презентацијата наша се состои од 20 слайдови, не треба да трае повеќе од 20 минути. И најчесто презентациите траат од 15 до 20 минути. 20 минути е можда и максималното време во кое можеме ефективно за една презентација на публиката да го задржиме вниманието. Наслов. Каков треба да биде насловот кај секој слайд? Треба да биде испишан со читлив фонт, без украси. Такви фонтови се Arial, Tahoma, Verdana и многу други. Зошто викаме треба да биде со читлив фонт испишан? Во публиката некој од луѓето ќе бидат седнати поблиску, некој на подалеку, да им овозможиме на сите многу лесно и брзо да можат насловот на слайдот да го прочитаат веднаш или 3-4 секунди да му дајме од која ќе се прикаже слайдот, насловот за тие 3-4 секунди многу брзо и едноставно да биде прочитан од сите од публиката. Затоа и должината на насловот најмногу да биде 2 редици. Што пократко, то подобро. Тело. Телото на секој слайд го користиме за да дефинираме некој поим, да набројуваме, да посочуваме на главното и исто така текстот треба да биде испишан со читлив фонт без украси, како што се Arial, Tahoma, Verdana и други, слично како во
насловот. Слики. Препорачливо е да користиме слики во мултимедијалната презентација. Што повеќе можеме на слайдови да користиме слики. Меѓутоа, ќе напомениме една стара кинеска поговорка која вели една слика вреди 1000 зборови. Што значи дека ако поставиме слика, некои работи што усно би требало да се објаснат, ќе нема потреба да се објаснат. Публиката само што ќе види таа слика, многу работи ќе им се разјаснат и нема потреба од дополнителни зборови. Сликите треба да бидат соодветни на содржината на слайдот, значи на секоја содржина на секој слайд да одбираме слика која ќе биде соодветна за таа содржина. Исто така, сликите да содржат малку детали. Доколку сликите содржат многу детали, можно е да изгубиме концентрацијата на публиката, вниманието да го изгубиме, да ги разгледуваат тие детали. Сликите со многу детали многу убаво изгледаат визуелно, меѓутоа во овој случај можат да направат публиката да им се оттргне вниманието од она што сакаме да им го пренесиме со тој слайд. Еве еден пример. Доколку изработуваме слайд за природните езера во нашата земја, сигурно тука Охридско езеро ќе го спомениме, Преспанско и Дојранско, ќе најдеме некоја ваква слика, прекрасна слика, шарена, убаво изгледа визуелно, меѓутоа содржи детали кои што нема да ги објаснуваме на овој слайд. Како што се реки, градови, патишта, релјефни карактеристики, долини, планини и така натаму, има многу податоци и информации кои не ни се потребни во овој слайд. Затоа е подобро можда една ваква слика да избереме, каде што имаме малку детали, границите се обележани, езерата се обележани, убаво се гледаат, а токму за езерата зборуваме. Значи, оваа слика подобро да не ја користиме на ваков слайд, да ја користиме оваа вторава. Стил на презентацијата. Добро е секоја презентација што изработуваме да има сопствен стил. Тоа можеме да го постигнеме со изборот на фонт. Кога избираме фонт, да не гледаме фонтот да биде визуелно убав, туку да биде читлив, како што претходно кажавме за насловот и за телото. И кога користиме еден фонт, добро е само тој фонт да го користиме истиот во сите слайдови. Можеме по потреба во некои делови од некој слайд за потенцирање на некои работи да користиме и друг фонт, меѓутоа најчесто во целата презентација да ни види еден фонт. Боја на буквите. Бојата на буквите, како ќе избериме, е многу битно, како ќе придонеси во целиот стил на презентацијата, меѓутоа во исто време треба да внимаваме бојата на буквите да прави добар контраст со бојата на позадината, да текстот убаво се чита. Слики. За сликите кажавме, еве и овде малку, сите слики што ќе користиме во една наша презентација, убаво е да имаат некои сличности, некои слични карактеристики, бои кои превладуваат во сликите или форми кои превладуваат во сликите, за да придонесат за стилот на нашата презентација. Потоа изборот на боја или слика на позадина. Да се внимава исто така каква боја или каква слика ќе се стави на позадина, бидејќи пак треба контраст да се направи со буквите, текстот да биде на секој слайд убаво читлив. Еве, на пример, оваа презентација сега што ја гледате, има позадинска слика, меѓутоа оваа слика воопшто не му смета на текстот, текстот убаво се чита, само од постраните има некои детали, централниот дел е празен. За текстот да се напише и убаво да може да се прочита.
Потоа исто изборот на преводот помеѓу слайдовите, тоест slide transition, е битно какви ќе избериме преводи, како еден слайд ќе се замени од сцената, како некој друг слайд ќе дојде на сцената, и убаво е да бидат или исти или слични преводите за секој од слайдовите во една презентација. Потоа сопствените анимации, тие се доделуваат на поедини објекти на слайдот и не треба со нив да се претерува, поедноставни, кои ќе вршат визуелна функција, убаво ќе изгледаат, меѓутоа нема да го одвлекуваат вниманието на публиката од она што се презентира. Ви благодарам на вниманието, се гледаме повторно.